За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите телешки ролати на морнански начин. Половина главица кромит сечкаме на парчиња. Исечканиот кромит го ставаме во блендер. Ги додаваме зрната капари и сардините. Феферонката ја сечкаме на парчиња и ја додаваме во блендерот. Потоа во блендерот ја додаваме и шунката. Го вклучуваме блендерот. Измиксаната смеса ја претураме во длабок сат. Го додаваме меленото месо. Морковот го сечкаме на коцки. Преостанатата половинка кромит ситно ја сечкаме. Потоа на коцки го сечкаме кореното целер. Доматите ги лупиме. Ги сечкаме на резанки. Семето од доматите го отстрануваме. Месото од доматите го сечкаме на коцки. Во тенџере на оган со загреана вода ја ставаме коцката да се вари супа. Шницлите ги посолуваме. Ги нарасуваме со мелен црн пипер. Потоа со најлонска фолија ја прекриваме првата шницла и ја точиме со чук. Со лажица врз шницлата нанесуваме од претходно подготвениот фил. Ги свиткуваме крајвите на шницлата и виткаме ролат. На ист начин ги подготвуваме сите ролати. Ги зацврстуваме со готарски конец. Потоа ги пржиме ролатите во тава на оган со загреано масло. Откако ќе поруменат од сите страни, ги вадиме ролатите од тавата и ги ставаме на чинија. На преостанатата мрснотија во тавата ги пржиме исечканиот кромит, морков и коренот целер. Откако ќе омекнат, во тавата ги додаваме исечканите домати. Го додаваме и доматниот сос. Потоа во тавата ја налеваме супата. Ги враќаме ролатите во тавата. Покриваме со капак. Оставаме содржината да се динста 30 на минути. Потоа ги сечеме ролатите на парчиња. На средината на чинијата за сервирање ги сервираме претходно сварените резанки. Потоа во круг ги сервираме парчињата ролат. Со лажица на чинијата нанесуваме од сосот од тавата за пржење. Декорираме со гранчиња француски макдонас. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 70 минути.